Постари некој кнез да живее тука и овие укрепленија со сатуј. И од тоа се вика кнежи. Първо кнежниче вика. Никой пак кнежниче дело, не знам. Прикажува, па това ли вика кнежие. Дедо Ордене, добар ден, како си? Добар дене. Ете, фала Богу да речемо, слънце имаме топло изпад нама на слънце. Колку години имаш? 92. Машала да ти се множат. Дай Боже, нека се множат. Ама тешки се не се носят. Кнежие. Убаво име за село. Како го добило ова име? Кнез. Бо се разторило кнез. Кнежи ga населило се од нега кнежи. Кнежи. Но кнез се викало тоа. Значи тај цар бил, царо се викал кнез. И како го разтурили турците и изтепале и се разтурили, те изорале и станало на селото, а и селото бере да остане кнез, кнежи. Да. Во младоста сигурно сте слушале многу приказни за градиште и за таа населба. Ќе ни кажете ли нешто? Па населбата те тоа е, што знам, ти се викало градиште, нашите го викат, градиште. Ама по денешницата, како го изнајдували Италија, значи, постарали е било таа, како е било, не вика, не градиште вика. Тоа е Филозора вика, имаме го кај нас. И кај нему го имало ова. Филозора. А како дете, какви приказни се слушале за овој локалитет, за градиште? Што сте слушале, што било, како било? За тоа не сум чул, не сум разбрал и не сум ми кажувале старите. Тоа што ви кажувам, тоа е. А што е? Тоа. Ајде кажи ми. Еде, кажуваме градиште. Од турците како станало зулум, како го изорале, како изтепале, како го жнале, па како, значи, не постојало веќе. А како било тоа со бабата нешто? Ајде од таму. И бабата си пасла гуски. Гуски си пасла бабата и дошал турцино, питува го, мори бабо, од кај га ваша, во вашето село, кај га ваќа тополи? Мислијала, ден по ден е станала долишта. И сега да речемо го ние, кажуват да така градиште, град било, градиште го викаме. Градиште. Еве сега го прнашли у Италија, Филозора. Значи по картите имало го таму. А таму живеел кнез. Кнез, овде живеал кнез. Овде. Ама ете он или постарица биле, како е било, и кај ми е картата, значи што постојало во градиште. А гледам ја тука и по куќите во селото Кнежие,
многу камени блокови што селаните ги зимале од бившиот дворец, од поранешниот дворец. Па кој што најде некој камен? Да, А има ли некои други преданија и легенди за кнежје, за старото кнежје, за кнежевскиот двор? Да сте слушале од ваши постари, од баби, прабаби, од дедови? Абе има. Имаше камења, имаше такве врчви големи, плочници, навојат за бардаче, за вода, каличе за јадење, земјато, се. Тоа се знае, има. Има такви истории. Каде оно што ми као, откриват да не може да ги најдат. Те трансформат тополата, тука таа ричка, тука ги навојдат гробјета. Гробија. Камења. Сила тафна си е камење. Тоа е таде. Јас сум Борис Андонов од село Кнежје. Ние, наша фамилија населено од Балевци. Од Сандалино има од Гузумелци, од Горобинци, село што се населило овдејка. Ово беше рамно све. Беше врби, лежеше стока. А имаше една крушка и вода туку униското кажувам. Вика му крушката дупка крушка. Тука имало врата железни. Колку е верно, од старите сам ја спроведуjem. Да излезе некоја баба од тадека, да искочат од зулуми, да искочат мисирци по нојте. Тие мисирци ванат ги турците, ванат го бабата и на бабата викат, од каде може кнеже ово село да, овај рид да се топ да го ваќа, да го бомбардуе. Она рекла, само од Дивляк. Звано место Дивляк имамо тука, нали. Викат, и она справила и отадека овдејка е гадјано со топ. Кажујат дека некој кнез живеал тука. Ден и ден се идева по некој работи тука, истористи. И по тоа кнеже се вика, поради тај кнез, село Кнежје се вика.